Не делат само 10 дена од летните врвулици на автопатиштата. Поради зголемениот број на туристи и во Македонија на автопатиштата има зголемена фреквенција на сообраќајот. Една од тесните грла на нашите патишта се наплатните рампи, на кои доскоро можеше да се плати само во кеш или со кредитна картичка. Но сега имаме и нова солуција која ќе допринесе за зголемувањето на флуктуацијата на сообраќајот. Тоа е МТАК картичката. Што ни носи таа? Постојат две солуции за плаќање по електронски пат на патарината. Првата е со картичка која чини 100 денари и на неа можете да го надополнувате кредитот. Со влегувањето во посебната лента треба да застанете и да ја регистрирате картичката. Добивате сметка за тоа и контра информација уште колку кредит имате на картичката. Втората солуција е нешто поскапа. Треба 1200 денари да се плати за овој уред, но со него нема да треба да застанувате на патарините, туку да поминете со брзина од околу 20 км на час за да може приемникот да ја регистрира. И се прашувате што доколку влезете во лентата која е резервирана за електронска наплата на патарините. Тогаш ќе можете да го притиснете ова копче "Побарај помош", ќе добиете сметка во висина на патарината која треба да ја платите во рок од 24 часа во било која банка или пак на било која патарина. Во спротивно ќе биде наплатена патарината 5 пати повеќе. На почетокот електронските картички и тагови ќе се продаваат само во контролниот центар на јавното претпријатие за државни патишта кој се наоѓа на патарината во Петровец. Иницијално тие ќе може да се купат со 300 денари кредит, а ќе можат да се дополнуваат со износ по желба. Големо олеснување е што тоа ќе може да се стори и преку интернет. Предвидени се и попусти за поголеми суми. Набргу, по пуштањето на системот во употреба, тие картички ќе може да се набават и дополнат кај инкасаторите на наплатните рампи на секоја патарина. Секако продажната мрежа ќе биде проширена и со бензинските станици на автопатиштата и со други локации. Новиот систем за наплата ќе стартува само на патарините од правецот север-југ. Тој е од отворен тип и во моментов се надградува за да биде опфатен и коридорот кон запад, а со тек на времето ќе бидат вклучени и новите автопатишта. Врз основа на практичните искуства ќе биде постојано унапредуван со цел елиминирање на сите технички недостатоци и ограничувања кои ќе бидат забележани. Едно такво е и тоа што сега со една електронска картичка не може да се плати патарина за повеќе возила кои патуваат заедно. Неговото функционирање, но и следењето на целиот сообраќај на автопатиштата ќе се врши од контролниот центар во Петровец. На почетокот паралелно ќе функционираат и стариот и новиот начин за наплата. Со зголемувањето на бројот на електронски картички и тагови ќе бидат одвојувани посебни ленти низ кои ќе може да се помине само со нив, без можност за плаќање во кеш. Категоријата на возилото врз основа на неговите димензии се одредува автоматски со помош на оптички сензори. Новост е и тоа што моторциклите кои досека плаќаа исто како и автомобилите ќе бидат одвоени во посебна категорија. Цената за нив ќе биде за 40 до 50% пониска. Помалку пријатна новост за возачите е што наскоро ќе биде пуштена во работа и патарината кај Гевгелија, а до крајот на годинава и оние кај Демиркапија и на автопатот Миладиновци Штип.